во кампусот во Скопје. Истото на македонски. Задоволство ни е да бидеме денеска тука, на денешната активност, на третата дебата во рамки на активностите предвидени од регионалната програма за поддршка на истражувањето во Западен Балкан, или познато како многу позната акроним РПП or RPP, кој е една многу добра програма. До сега сме имплементирали неколку активности. Јас ќе му давам збор подосна на Александра Димова, но на почеток да разјаснам нешто за денешната активност. Сакам да ги поздравам сите истражувачи кои се денеска присутни во денешната дебата. Исто така благодарам за нивна и присутни од отворено општество СОРОС од Македонија, представниците и кои исто така се имплементатори на програмата, бидејќи ова се поддржува од Универзитетот на Фрајбург преку Швајцарската агенција за развој и соработка. Значи им се благодарувам на сите присутни тука. Во мојата десна страна имам два панелиста кои од 15 до 20 минути ќе имат нивни излагања, клучни излагања кои се во врска со денешната тема, обезбедени на високо квалитетен процес за оценка на научно-истражувачкиот предлог проекти. Но ова е специфична, бидејќи дека ова е многу важна точка или за иднината и за развој на нашите капацитети во истражување. Значи, професорот од Свети Миша Домаќиновиќ, кој ќе збори поконкретно за овие точки, исто така истражувачката од Европскиот институт за истражување Елена Анчевска, извинувам, Институт на европска политика, која исто така ќе зборува, но прво ќе му давам збор во име на организаторот со неколку објаснувања на Елена Димова. Значи, работни јазици се македонски и албански, има симултан превод, но ако нешто не е јасно со преводот, бидејќи некои кои како со мене, како јас што зборувам многу брзо, значи некогаш е многу тешко да бидем преведен или толкуван, но ќе се обидеме да комбинираме, бидејќи јазикот не треба да представува пречка за истражувањето, но важно е ние да продолжиме понатаму и да гледаме кон нови можности, кон подобри резултати. Се слушаме? Да. Ви благодарам, професора Ветон Љатифи. Благодарност до Универзитетот на Југоисточна Европа. Благодарност до нашата пријателка и истражувачка Албулена, што денеска еве заедно ја организираме оваа последна наша дебата во овој формат. Денеска насловена како обезбедување на високо квалитетен процес за оценка на научно-истражувачки предлог проекти. Реков дека ова ни е последна, трета во овој формат. Претходно имавме две дебати, едната се фокусираше на тематските приоритети, дали треба воопшто да има тематски приоритети или целиот процес треба да биде покренат од оздоле нагоре од страна на истражувачите, апликантите.
Втората точка ни беше каков треба да биде процесот на апликација, можноста за унапредување на сегашниот процес и еве денешната третиот столб од нашиот модел за финансиска поддршка на научно-истражувачки проекти кои што треба да го развиеме во наредниот период во соработка со тројца млади истражувачи и со две професорки, ние си ги нарекуваме менторки и експертки, тука се Ирена Цветковиќ, Сања Спасова и Елена Анчевска од Институтот за европска политика, која што ќе биде говорник на денешната дебата, заедно со професорот Мишо Докмановиќ од правниот факултет при УКИМ, професорките Емилија Симовска и професорката Снежана Билич, споменав нашите менторки во овој процес. Споменав дека во овој формат ќе биде, како оваа дебата во овој формат е последна, следуваат консултации на едно поразлично ниво, можеби ќе ги спуштиме на едно поиндивидуално ниво. По подготовката на моделот, предлог моделот, ќе следи еден работен состанок на кој што ќе презентираме што имаме ние добиено како предфинален резултат. И после тоа, врз основа на инпутите, врз основа на тие консултативни средби, ќе го развиеме финалниот предлог модел. Оваа активност се реализира како дел од регионалната програма за поддршка на истражувања во област на општествени науки во земји од Западен Балкан, финансиска поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, а во Македонија програмата ја координира Фондацијата Отворено општество Македонија. Јас да не должам многу, професоре, повелете. Благодарам, Елена. Тани, Аденјер, тука дошуруваш суксесата по нив. Пожелувам успех на денешна дебата или на ова работилница денеска, да кажам. Мислам дека ќе бидеме поспецифични, да зборуваме за темите, за кои ги имаме во фокус, наречено за фазава, за предлог проектите, со посебен акцент на предлог проектите, бидејќи ако одиме пошино за проекти, некако докажано дека главните проблеми во есенца зошто проектите остануваат или имат пречки во неколку фази, предвидени фази за добивање на грантови. Значи, исто така е форматот како се составуваат, како се дизајнираат, колку е академски, колку се бара академски грант и така. Значи, тука имаме професори со големо искуство, кое се комбинира со енергијата на новите истражувачи. Мислам дека ова ќе биде еден добар придонес, да не должам многу. Му давам збор на Миша Докмановиќ од правниот факултет од УКИМ. Со акцентот да биде кои се лекциите, научени лекциите, во кога зборуваме за обезбедување на високо квалитетен текст, за оценување на предлог проекти. Исто така би сакал Мишо да зборува за структурата на новите инструменти во ова наставка кои се потребни, кои што најмногу не интересира. И мислам дека и сите ние да ќе даваме придонес како да развиваме транспарентноста и responsibility and accountability, отчетноста, како еден предузлов за развој на високо квалитетен процес, исто така при имплементација и предлог проекти. Мишо, мислам дека разбравме на македонски сега. Научно-истражувачките проекти, но те молам да се задржиш по можност околу предлог проектите. Повеќе. Благодарам. И 15 минути до 20 имаш, мислам, долго доволно. Во ред. Добар ден, Мирдита. Особено се радувам денеска што сум на Универзитетот на Југоисточна Европа и да ги споделам со вас
моите искуства, тези, гледишта, согледувања за една така исклучително значајно прашање со кое се соочуваат научниците во така кои што работат во така тешки услови во нашата земја. Во таа насока сакам да се заблагодарам и лично на RRP програмата што ме покани да го споделам моето искуство во оваа област на оценување и како евалуатор на проекти на Европската Унија и како евалуатор на проекти на Светската банка. И сметам дека можам да дадам некој мал придонес во овој дискурс кој што денеска го отвараме тука. Јас се охрабрувам сите во било кое време да се вклучите во дискусијата и вашите ставови, гледишта и мислења се многу битни за да на крајот имаме еден одржлив финален производ. Во мојата денешна презентација ќе се фокусирам на овие неколку прашања, ќе имам на почетокот неколку воведни согледувања. Потоа ќе зборувам за клучните елементи за оценка на научно-истражувачките проекти и ќе се фокусирам во најголем дел на компаративните искуства во оваа област, како што беше нашиот интерен договор. Мислам дека е битно да видиме како функционираат работите во другите земји. Потоа Елена ќе зборува за Македонија и резултатите од анкетата и на крајот ако ги споиме овие два елементи, мислам дека ќе можеме да утврдиме неколку клучни елементи кои што ќе бидат основа на идната евалуација или оценка на предлог научни истражувачки проекти во нашата земја. Во таа насока, нормално кога имаме компаративни искуства, се фокусирав на државите во регионот и државите во Источна Европа. Во рамките на подготовката на денешното излагање обработив околу 15 држави во регионот и Источна Европа, кои што сметам дека дел од нивните искуства може да бидат релевантни за нашата држава. Се разбира, главните предизвици со кои што може да се соочиме нормално во определени држави немаше јасно дефинирано. Нормално кога го правите истражувањето се базирате на она што можете онлайн да го пристапите од нашата држава. Во таа насока во определени држави тие правила се транспарентно поставени, во други држави тие правила не се транспарентно поставени. Нормално сега за определени држави имате повеќе податоци, за други помалку, меѓутоа сепак мислам дека има работи од кои што можеме да научиме и да придонесеме да имаме еден подобар модел. Во дизајнирањето на презентацијата денеска јас малку ја утнав работата, така да во делот на во мојата презентација денеска е вклучен графички и евалуацијата на одобрените проекти, така да во моето излагање ќе се фокусирам само на првиот елемент, а тоа е евалуацијата на пријавите. Сега, доколку го погледнете овој слайд, кога ги поминав сите достапни материјали, значи на Министерството за образование или наука, соодветно на државите, на совети за наука во некои држави, на агенции, на влада и така натаму, ги идентификував овие клучни елементи кои што сметам дека се битни во однос на евалуацијата на пријавите за научно-истражувачка работа. Значи, овие работи се совпаѓаат во материјалите достапни на сите држави кои што беа предмет во нашата методологија и во таа насока треба да зборуваме денеска за критериумите и принципите на евалуацијата, за бодувањето, за телото кое ќе врши евалуацијата, кој може да биде евалуатор или рецензент на проектите и конечно како да се постигне усогласување и како да се објават резултатите од евалуацијата на пријавите за научно-истражувачко финансирање од страна на државата. Ќе преминам веднаш на компаративните искуства. Еве ги тие клучни 5 елементи за кои што би сакал денеска да зборувам. Значи, тие, како што реков, се однесуваат меѓу другото на критериумите и принципите, бодувањето, телото за евалуација, евалуаторите и усогласувањето и објавувањето на резултатите. Сега, предпоставувам Елена малку подоцна, ако видите последната рамка за финансирање во нашата држава,
Таму е наведено дека евалуацијата, рецензентите треба да ја вршат воз основа на 8 критериуми, од кои што секој носи од 1 до 5 бодови, при што за да се помине проектот мора минимум 3,5 да има. И сега, меѓу другото, тука влегуваат, да речеме, квалитетот на тимот, идејата, одржливост и така натаму. Меѓутоа, ова не е случај во компаративното искуство на другите држави. Например, во рамките на истражувањето во Србија се бодуваат само квалитетот на проектот и квалитетот на истражувачкиот тим. Во Словенија имаме само 4 групи на критериуми, односно одличноста на истражувачот или тимот, социоекономската или културна релевантност, квалитетот на апликацијата, релевантност, влијание на резултатите и одржливост на проектот. Во Босна, да речеме, од друга страна, се поставени доста широки критериуми, кои што се поврзани, да речеме, со актуелноста на истражувањето, квалитетот, вредноста на очекуваните резултати, подобноста на подносителот на пријавата, меѓутоа и е додаден и елементот во таа насока во контекст на научната одличност, бројот на објавени трудови на раководителот на проектот во индексирани списанија во Web of Science и други наведени меѓународни бази на податоци. Во таа насока, првата точка која што сакам да ја нагласам е дека според мене, тоа ќе биде и препорака, дел од препораките, дека може би треба да дојде до преоценка на на постојните критериуми за евалуација, ќе го видиме тоа во контекст на резултатите од истражувањето. Паралелно со самите критериуми на евалуација, битно е и како тие ќе бидат бодувани во финалниот резултат од процесот. И, например, во Србија 65 бодови или проценти од вкупната оцена припаѓа на квалитетот на апликацијата, 35% на квалитетот на тимот и тоа е тоа. Тоа се двата критериуми по кои што се врши евалуацијата. Понатаму во Словенија имаме балансиран однос помеѓу тие 4 критериуми за кои што зборував. Паралелно со тоа е уште едно прашање кое што се отвара, како да се направи соодветен баланс помеѓу определените критериуми на евалуацијата. Понатаму, имајќи го во предвид телото за евалуација, во различни држави се разбира постојат различни правила за тоа. Во Босна и Херцеговина тоа е Советот за наука, во Естонија Естонскиот совет за истражување и евалуацијата ја врши од Комитет за евалуација составен од 15 признати истражувачи. Во Латвискиот совет за наука се формираат 5 експертски комисии со 10 до 13 членови, кои интересно се избрани од страна на научниците во земјата во определени подрачја. Значи, во Латвија самите научници прават избор на членови на Комисијата за евалуација на научно-истражувачките проекти, што е интересно решение во поглед на компаративното искуство. Таков принцип не сретнав на други места. И конечно во Литванија во рамките на Советот за наука е формирана посебна фондација за истражувања. Одлуката за подршка за финансирање ја носат комитетите во рамките на Советот врз основа на мислењето на експерти. Што се однесува до тоа кој може да биде евалуатор на научно-истражувачки проекти, постои различна пракса во различни држави во регионот. Во таа насока мојот финален предлог, кој што како препорака ќе биде на крајот, е дека во нашата држава евалуацијата треба да ја вршат меѓународни експерти и тој е комплетно спротивен на резултатите од анкетата која што ќе ги видите, меѓутоа имам јас своји причини за тоа. Најпрво би сакал да го потенцирам компаративното искуство. Значи, еве, може би овие кратеници што ги користам не се јасни, ќе ви ги објаснам. Значи, во Србија евалуацијата ја вршат два странски евалуатори, со исклучок на општествени и хуманистички науки, каде што еден е домашен, еден е странски експерт. Во Хрватска се вели два или повеќе од земјата или странство,
Слично и во Полска. Во Полска исто така има две фази, во која што во првата фаза се вклучени домашни, во втората се вклучени меѓународни експерти. Во Словенија исто така странски евалуатори оценуваат кој ќе добие финансирање според актите достапни на нивните вебсайдови. Да речеме, во Црна Гора имаше многу интересна ситуација во поглед на финансирањето на научните истражувања во која што и самиот учествував. Во таа насока владата на Црна Гора зеде кредит од Светската банка во износ од преку 15 милиони евра со цел да ги финансира овие научни истражувачки активности од институционални грантови до проекти, дури до финансирање на мастер, докторски, постдокторски студии. И во сите фази на евалуацијата на владата на Црна Гора исклучиво се вклучени странски евалуатори во оценката на пријавите. И мислам дека тоа би било добро решение во нашата држава со оглед на актуелната состојба и со оглед на фактот дека Македонија е мала земја, во која што многу од луѓето се познаваат, во определени научни области се само по неколку, така да мислам, лично моje мислење, дека далеку по-висок квалитетна евалуација на проекти ќе постигнеме доколку ангажираме меѓународни експерти или меѓународни експерти да имаат доминантна улога во процесот на одлучување. Конечно, последното прашање кое што се отвара е усогласувањето на резултатите и нивното објавување, така да во голем број од овие држави кои што ги анализирав, постои пракса да се вади просечна оцена од оценките кои што ги дава секој евалуатор поделно. Во случај кога таа оценка е различна, доаѓа до усогласување на финалната оценка. Исто така, двата примери кои што се дадени во Црна Гора и Хрватска, мислам дека мора да го нагласиме овој момент. Значи, телото кое што ќе врши евалуацијата мора на крајот да даде извештај поединечен за секоја поднесена пријава и да нагласи која е оцената, кои се позитивните, кои се негативните страни. Значи, тоа е случај во Црна Гора, каде што на овој проект кој што го спомнав, за сите поднесени апликации е даден извештај до секој пријавен кандидат или институција за квалитетот на нивната пријава, оценката, позитивни, негативни страни. Во Хрватска, Министерството доставува препис од рецензијата само за неуспешните кандидати. Така да и ова мислам дека би представувало значаен инструмент не само за контрола на транспарентноста и квалитетот на целиот процес, туку и за подобрување на институциите, бидејќи преку еден ваков фидбек тие во иднина ќе може да ги подобрат своите апликации и да учат од грешките. Второто прашање кое што ќе го прескокнам, иако мислам дека е доста битно, е евалуацијата на одобрените проекти и резултати. Тука имав неколку елементи, почнувајќи од договорот, следењето на самата имплементација, презентацијата и достапноста на резултатите и севкупната евалуација. Знам, Александра, дека ќе ги забележи, меѓутоа морам два моменти само да нагласам тука, кои што се многу интересни. Тоа е во третиот дел, во критериумите за евалуација на резултатите од одобрените проекти. Да речеме, што е критериум во Хрватска? Објавени трудови во меѓународни списанија с импакт фактор, одбранети докторски дисертации на проектот. Преку овој критериум фактички го обезбедуваме учеството на младите истражувачи и поврзано со тоа бројот на млад наставен кадар или како што го нарекуваат знанствени новаци, кои што го напуштиле проектот. Значи, како негативен параметар за успешноста на определен научно-истражувачки проект. И мене искрено ми се допадна многу решението во Австрија, каде што надлежното тело на крајот на годината или на проектниот циклус до собранието доставува евалуација на целиот проектен циклус или на годината проектите кои што биле реализирани. И тоа е повторно еден механизам кој што ќе
овозможи транспарентност и квалитет на целиот овој процес. Со оглед дека се приближувам до крајот на моето време, еве ги препораките кои што би сакал да ги сублимирам. Значи, намалување на бројот на критериуми за евалуација на пријавите, промена на соодносот на критериуми во финалната оцена, особено во контекст на квалитетот и иновативноста на проектите и профилот на истражувачкиот тим, формирање на независно тело за евалуација на апликации и резултати од одобрени проекти. Евалуаторите треба да бидат меѓународни експерти. Објавувањето на резултатите треба да биде проследено со доставување на извештајот од евалуацијата на пријавата до сите апликанти. Имплементацијата треба да биде предмет на мониторинг, годишен и завршен финансиски наративен. Резултатите од истражувањето треба да бидат јавно достапни, објавени на посебен сајт. Критериумите за евалуација на резултатите да бидат јасно дефинирани и мерливи, објавени трудови, книги, докторски дисертации и така натаму. И телото за евалуација треба да поднесува редовен годишен извештај за сите проекти, како извештај по проектен циклус. Ви благодарам за вниманието. Благодарам. Фалимендерит сум. Више ќе ние фокус на анализ компаративе на процесите. На целиот процес, на оценување на предлог проектите, научно-истражувачки проекти во регионот и пошироко. И професорот Дукмановиќ даде неколку конкретни сугестии или препораки што треба да се прави за оценување на предлог проекти и критериумите што се спомна. Подосна за Мишо имам неколку прашања за да отвориме дебата и да размениме искуства што ние како универзитет на УЈ имаме во различни панели составени од надворешни меѓународни евалуатори. Значи имаме неколку awards, international awards за предавање и учење. Сега му давам збор на Елена, која ќе збори или ќе презентира конкретно за резултатите на истражувањето за обезбедување на квалитет на процесот на оценка на научно-истражувачки проекти. Елена Анчевска е од европски политики. Елена. Благодарам и на вас, професоре Дукмановиќ, за освртот и компаративната анализа на досегашните искуства и моделите за поддршка на научно-истражувачки проекти од другите земји. Во сегашната презентација ќе се фокусираме на резултатите од нашето истражување, за тоа каков е сега моделот и како треба да биде моделот и нашите препораки и заклучоци од истражувањето. Она за што ќе дискутираме, односно структурата на презентацијата, најпрво ќе ја погледнеме целта на истражувањето и истражувачките прашања, потоа ќе го погледнеме методолошкиот пристап кој што го користавме, резултатите од истражувањето, резултатите и заклучоците од истражувањето и потоа ќе го отвориме потот за дискусија. Во однос на целта на истражувањето, нашето истражување е поттикнато од потребата за подготовка на финансиски модел за поддршка на научни истражувања од страна на МОН. Ние би сакале да поттикнеме процес кој што е инклузивен и партиципативен и да го подготвиме новиот предлог модел за финансиска поддршка на научно-истражувачки проекти. Овој модел идеално ќе вклучува иновативна институционална структура, финансиски критериуми и други оперативни елементи кои што за крај ќе стремат да го зголемат квалитетот и ефикасноста, како и влијанието на истражувачките активности. Како што веќе спомена Александра, на претходните две дебати ние веќе разговаравме за тоа каде треба да се фокусираме, дали треба да има определени тематски приоритети, какви проекти треба да се финансираат, каков треба да биде процесот на
процесот на апликација, додека во денешната дебата, во денешната презентација ќе се фокусираме повеќе на процесот на оценка на научно-истражувачките проекти и делумно на процесот на известување. Во таа насока ќе ги погледнеме критериумите за оценка на научно-истражувачките проекти, потоа кој треба да ги оценува проектите, дали треба да се вклучуваат домашни или странски рецензенти и каков треба да биде процесот на известување и исплата. Како што веќе беше претходно споменато, ќе се фокусираме повеќе во делот на оценка на проектите. За да ги одговориме овие прашања, применувавме меша методолошки пристап, односно применувавме квантитативни и квалитативни методи. Најпрво направивме преглед на постоечката литература, преглед на постоечката законска рамка, ги погледнавме и моделите од другите земји, а потоа спроведовме и анкета по електронски пат, на која што одговорија 294 испитаници и испитанички од научната и истражувачката заедница во Македонија. Истовремено спроведовме и 14 полуструктурирани интервјуа заедно со Сања Спасова и со Ирина Цветкови, кои што ни послужија како база за да ги збогатиме податоците кои што се добиени од интервјуата и подлабински да ги испитаме перцепциите на научниците и истражувачите во Македонија. Сега ќе преминеме конкретно на резултатите и најпрво ќе почнеме од критериумите. Кои се сегашните критериуми? Според правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти, односно програми, правилникот кој што го редува изменувањето и дополнувањето на овој правилник, ги имаме следниве критериуми што може да ги забележите, а тоа се придонесува продлабочувањето и проширувањето на научните знаења, оригиналност на целите и содржината на истражувањето, компетентноста на главниот истражувач, компетентноста на предложениот истражувачки тим, придонесува способувањето на млади научно-истражувачки кадри, релевантност на проектот во однос на утврдените цели, конкурентност на проектот за меѓународна соработка и остварливост на предлог проектот. Овде секој критериум се оценува со оценка од 1 до 5, како што веќе беше споменато, и проектот е позитивно оценет, доколку добил средна оценка од 3,5. Како што може да забележите од овие критериуми, туку има некоја мешавина на фокус на идејата за проектот и луѓето кои што се вклучени во тимот. Наспроти тоа, нашите резултати покажуваат дека фокусот повеќе треба да се стави пред се на научниот квалитет на апликацијата и оригиналноста на идејата со која што се аплицира за предлог проектот. Останатите критериуми што ги имаме тука, а тоа се транспарентноста на финансиската работа, искуството на тимот во конкретната област, темата во однос на моменталниот контекст, научните звања на членовите на тимот, учеството на младите истражувачи, имаат отприлика речиси слична важност според испитаниците и испитаничките. Она што најмалку треба да се фокусираме како критериум кој што би веројатно би имал најмала важност е кофинансирањето. Сега има еден момент што за мене лично беше доста интересен за лицата што учествуваа во анкетата. Учеството на младите истражувачи и истражувачки беше некаде најдолу на скалата, речиси до кофинансирање, што е последниот критериум, а додека во интервјуата учеството на младите истражувачи и истражувачки беше доста потенцирано и беше истакнато дека треба да се стави фокус на подготовка на млади истражувачки кадри и дека тоа треба да биде секако еден од важните критериуми кои што треба да се земат во предвид при оценката на проектите. Исто така, она што во анкетата не е споменато и дека треба да се фокусираме малку повеќе и на очекуваните резултати, односно каков придонес даваат тие во конкретната област и во науката пошироко. И уште еден критериум што ние го испитувавме е тоа дали треба Министерството за образование и наука да дава приоритет на партнерства од тимови и различни институции, како што може да забележите, речиси 70% од испитаниците сметаат дека треба да се даде приоритет на партнерства и тимови, интердисциплинарноста да се стави, да се даде поголем акцент. И сега ќе разгледаме кој треба да ги оценува предлог проектите. Ова е според сегашниот модел, кој што е уреден со правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти и програми.
Според сегашниот модел, значи се предвидени 2 или повеќе независни рецензенти во определени области, тоа се природно-математички, техничко-технолошки, медицински, биотехнички, општествени, хуманистички науки. Меѓутоа, она што ние го забележавме е дека особено ова е од суштествено значење, би се надоврзала на она што професорот Докмановиќ претходно го спомена, е дека секако дека се потребни експерти кои што ќе бидат непристрасни и ќе бидат компетентни да оценуваат проекти во определена област. Меѓутоа, она што е важно е дека рецензентите не би требало да бидат избрани од страна на МОН. Како што може да забележите, само 8% од испитаниците сметаат дека треба МОН да ги избира рецензентите. Наспроти речиси 85% кои што сметаат дека треба да има посебна комисија, која што би била составена од експерти на предлог од научно-истражувачките субјекти. Исто така е интересно да се спомене и дека имаше и предлози телото да се состави посебно тело кој што ќе биде мешавина од рецензенти кои што се избрани и од МОН и кои што се на предлог на научно-истражувачките институции во Македонија. Постои високо ниво на скептицизам за способноста на Министерството за образование и наука да ги одбира рецензентите. Тоа пред се должи на слабата екипираност, на недостигот на капацитети, како и на претходните искуства, особено ако се земе во предвид дека се уште постојат недовршени обврски од проектите кои што се одвивале од пред 5 години и затоа фокусот се става на формирање на ново тело кое што би можело да го спроведе овој процес на правилен начин. И во таа насока она што нашите испитаници и испитанички сметаат е дека на прашањето дали треба да учествуваат домашни или странски рецензенти, највеќе од испитаниците, најголем број од испитаниците и испитаничките сметаат дека треба да има комбинација и од домашни и од странски експерти. Тоа се речиси 77% од испитаниците. Само околу 19% сметаат дека треба да се вклучуваат исклучиво домашни рецензенти, додека 4,72% сметаат дека треба да бидат исклучиво меѓународни експерти. Ако се фокусираме на комбинацијата од домашни и од странски рецензенти, можеме да заклучиме дека постојат различни мислења и различни ставови во однос на составот, дали да има повеќе домашни или повеќе странски рецензенти. Од една страна, постои мислење дека бројот на странските рецензенти кој што ќе биде вклучен треба да биде поголем од домашните и како што еден од испитаниците спомена, барем во првите 2-3 години додека да научиме некои стандарди, додека оние пак што сметаат дека треба да има повеќе домашни рецензенти кои што ќе го имаат одлучувачкиот збор. Тоа го тврдат поради тоа што сметаат дека домашните рецензенти подобро го познаваат нашиот контекст. Исто така, не треба да се изгуби од предвид дека фактот дека ангажирањето на странските експерти ќе биде финансиски, ќе има поголеми финансиски, ќе бара поголеми финансиски средства. И сега, вклучувањето на рецензенти неминовно има и своји слабости, како што, например, квалитетот на рецензентите што ќе бидат вклучени и нивната објективност. Поради тие причини, битно е да се воспостават одредени механизми и процедури кои што ќе адресираат можната пристрасност и конфликтот на интереси. Затоа испитувавме што мислат испитаниците и испитаничките, дали треба рецензентите да пријавуваат конфликт на интереси. Како што може да забележите, 85% сметаат дека треба да се пријавува конфликт на интереси, додека само 14,17% сметаат дека дека не треба да се пријавува конфликт на интереси. Во насока на конфликтот на интереси, на се она што го зборувавме сега во однос на изборот на рецензенти, во поставувањето на критериумите,
И понатаму во објавувањето на резултатите од процесот на селекција и на еволуација, значаен момент од особено значење и транспарентноста на резултатите на целиот процес во всушност на оценка на научно-истражувачките проекти. Па затоа имаме неколку предлози за тоа како треба да се подобри транспарентноста на резултатите од процесот на еволуација, а тие се движат во насока на задолжително објавување на апликантите кои добиле финансиски средства, например да се направи брошура со резиме на проектот и тимот, да се објават на веб страниците, на веб страната на Министерството за образование и наука, на веб страната на апликантите. Понатаму беше споменато дека негативните одлуки не би требало да бидат јавни, но сепак сите апликанти треба да бидат известени за одлуката. Ова е вака поставено бидејќи имаше случаи каде што апликантите од претходните конкурси воопшто нема добиено известување дали нивните проекти се одобрени или одбиени, тоест дека нивните проекти се одбиени, да бидеме поконкретни. И кога ова известување ќе се праќа до апликантите, тие треба да добијат детален евалуационен извештај, како што веќе спомена професорот Докмановиќ, и како тој извештај треба да изгледа со сите поени, со сите оценки, во сите критериуми. И уште еден предлог што може да се направи е да се организираат промотивни информативни настани, како јасно ќе се определат кои критериуми ќе бидат оценувани. Тогаш треба да се запознаат и потенцијалните апликанти со она што е пресудно за да се направи добар проект. Сега малку ќе поразговараме на кратко за исплатата на средствата на научно-истражувачките проекти. А исплатата на средствата неминовно поврзана пак и со известувањето. Така не насочија нашите резултати од истражувањето. Што сметаат испитаниците? 82% сметаат дека МОН треба да исплаќа на повеќе рати, во зависност од презентираниот прогрес, додека само 13% сметаат дека МОН треба да префрли целата сума на почетокот. Сега треба да имаме во предвид дека ова ќе зависи од должината на проектите и во зависност од должината на проектите ќе се организира и исплатата, а исплатата ќе се поврзе идеално и со постојањето на совети, фондови или агенции за научно-истражувачка активност. Кој е вашето мислење пред изложувањето? Дали, бидејќи имавме дека Министерството коментарите од Елена кажуваат дека Министерството не е во состојба да прегледа рецензентите, да ги рецензира проектите, да составува база на податоци и така натаму. Значи, кој би било законското решение? Какво дело би требало да ја врши ова евалуација? Благодаря. Тоа е добро прашање. Ние темето за евалуација. Значи, ние не можеме да се доведеме во ситуација да рецензентите да предлагаат едно, а агенцијата да прави ревизија на листите. Моето искуство, например, од Црна Гора беше во рамките на панелот што причуваше, значи заменик министерот само ја подпишал листата која што евалуаторите му ја дописаа. Значи, имаше никакви интервенции, тие две дела треба да бидат разграничени. Това е моето. Некој ќе мене иш министар, да иш замес министар. Значи ние имаме тука и поранешен министар и поранешен заменик министар на образование. Може би доколку така да скопува на билизорно се што гледам професор Тидеш Мендију, да кажем, аспекти медицински. Моите две колеги от студентите хотели да се реагирам, че се, што лабораторът ще може да шкочие Иван Тотик, информатика първо, по мъдаме, че било това бъде нотарно,
Мятам, че отговаряте на шум, да се чвар климу, шо долу, кривенче, да, студентът, да, какусите, величите, да се отговаряте, да се отговарят, грешни, и университета. Отжита, що е сам нијете, са парен, што ќе вија, до јашто ќе университет пагува. Един се швар куштеш, што џоре, и тоа цај рогат, значи ние, значи виште, кјero тиште да вентилче, университет, къде нијет, пунење, жмирење, ни перформат пагуват. Надеем се, айче организатор, координатори проекти, така не мисия. Него незачеја лежен да подвоја и он се не си координатор, но преси дяшно координатори, администрират што нијете, а те ќе ангажуат да пунат да местен да се какви пунат и какво пара пријат. Još ne, češće tijete participan bila, diskutuje još una propozivni projekti. Toš meškenca je bil neset problemi, kaki moraš, problemi par sobat. Mislim, da jo se si dozdirala. Edim se zdirala teorija, praktika, što žrore, da ne je taj prdič. Toš tudi projekte, tudi tu se projekte, Јасич обиседен не, но ще пак проблем тази на теория ще зова. Когато човек на Йосит изjedен да еде продичне, да айначе ке практик што жела. Надожи се, тој се мари нешему, не проблеми, не филодотичне, расни Фукушимас. Мерно, Фукушима што немаше ние с 2 километра, не е уништети вогър, да е физициентът, ако електроинженерът, въпреки ще шум интересен. Мисля, че това не е интересен. Те ми интересен нашите мигранти, те ми интересен да това такова проект пър придяпа миринен медиа. А под сфера академика дикурно, че е проблем актуален, защото по-халира студента. Мисля, че още, но се оране dit orne trebat malo da reagirate, ne vem se, atunci facem da in film, deci tjetër, por edhe ajo nuk është më interesante, sepse gjitha i kanë në këtë aparaturë të vej. Do them, ja, kjo do t'ishte diçka, do të thënë një stimulim se si të gjejmë projekte të cilat, propozim projekte të cilat edhe do të intrigojnë edhe donatorët e jashtëm, por edhe ne do të nxjerrim diçka të dobishme për komunitetin dhe industrinë. Edhe për studentët, sidomos edhe për punën tonë, për kualitetin e punës e studentëve. Јас сум Марија Лашевска, истражувачка директор. Имаме едно прашање повторно за професорот Докмановиќ, свързано со војност на таа компаративна анализа која што ги представи. Прашање кое што не сум сигурна, едноставно сакам да знам дали може да има професорот Докмановиќ. Ме интересира на кој начин во овие одбори и евалуаторите исто така, во која мера се вклучени евалуатори, истражувачи, научни работници кои што се надвор од универзитетите. Односно доаѓаат од истражувачки центри или организации кои што не се под капата на државните финансии, односно се независни истражувачки организации. Благодарам. Добро прашање. Која е методологијата начин
отворен повик за евалуатори и во таа насока има критериуми кои може да биде евалуатор. И сега не е присудно академската позиција. Значи се бара речеме 10-15 години искуство во образовен сектор, меѓутоа вие како работа на друго место можете да имате некој искуство во образовниот сектор, значи не е ексклузивно поврзана евалуацијата да прават луѓе кои што доаѓаат од универзитетите. Сега во пракса како тоа изгледа, јас наистина не знам, бидејќи немаше таму резултати кој е одбран, најчесто евалуаторите се анонимни. Така да името на евалуаторите никогаш нема да го сретнете во ниедно судство. Имам и мал коментар за државните награди. Веќе што го спомна. И ја имав аплицирано за една-две, меѓутоа мислам дека критериумот е коалицијски. Ако гледате кои добиват државни награди, и сите што се доведени, ќе видите дека е и тоа е етнички. Значи, на сите државни награди е 2:1 однос помеѓу најголемата заедница во земјата и втората по големина заедница. Ја немам... Да. Јас немам... Коалиционен договор. Мислам дека и... Ја мислам дека има разлика. Коалицијски се делат државните награди, во суштина на чија фактиски. Коалицијска наука. Да. И тоа мене многу ме погади. Кога видов, да речеме, јас конкурирав, мислам, за државната награда Гоце Делчев со книга на која што работев 5 години, со 3 студиски кресни во Северните американски држави. И кога мојата книга ниту во вториот круг не влезе, мислам, а кога ги видов резултатите кои ги доби, така да тоа исто е демотивирачки за младите научници во сега. Ние си ще малко, че ще имаме щедрове, как се само ще разлико, че модели се сигнат доста, че имат щедрове, дебатът, дефинация пасюренци, рефлективно постави, да ми сигнат проектът, пропозит проектът, Олимпиозашенцовен на невелимистик. Смiko, da ni dodali pa kaj, če je projekt propozima Brenda Ktetova, da ministri sa Singležke, da to ma jedan idem da rad. Došla pa do tazira, da ne diskutimo, jaz si to, da je naprekine na ministri. Kot to bomo tako legitimijo, por fjallene kam se kriterijat na ministri, koliko govori o projekčnem zor, o išovnici cvetja. Ne volim so počušati ideali da cvetja. Volim pro komiteta da cveti da nisi da duo tu utešim, da sam diko da je ta više aspektite partneriteti koalicijonusa po partijama. Refletor поставила процеси прикривен на проектът. Војавен пропозит проектът. Предното не порачувам се бюджетше државни къде на плана. Мунгеса фондове, мунгеса конкурсове. Прикривам до проекта, до пропозит проекта. Поетута цивсија като проект пропозинава a është komponent e vlepshme apo janë motivet politike dhe marrja politike. Dhe përderisa vendet e Ballkanit eventualisht pretendojnë të vazhdojnë këto praktika, që mos i kushtohet kujdes cilësisë së projekt propozimit, por me ato që dikush mund të ketë projekt të shkëlqyeshëm si propozim, dhe me gjithatë të dikush 2-3 fjalë të ketë dhe të fitoj projektin, a nuk flet kjo për atë rrugën e stërzgjatë të tranzicionit përgjithësi të institucionit shqiptar.
развоите и минатото и сега, и мислам дека дека ќе биде во иднина, тешко ќе му ја извлечете на Министерството, како да кажам, улогата да распределува. Сега проблемот кај нас е што не се прави разлика, до сега не се правило помеѓу распределба на пари, за кој секако одлучува тој што ги дава парите, и евалуација на проекти на кои треба да им бидат доделени конкретни пари. Тука е проблемот кај нас уствари забават. Инаку вие било кој министер и минати иден да го прашате, било каква влада, ќе ви каже дека тој што ги има парите на располагање мора да има учество во одлучувањето за тоа како се трошат. Но тоа нема никаква врска со евалуација на проект. Ова што ние го гледаме сега е една чиста перверзија на распределбата на пари, не само на државните награди, што ги споменавте, целосно. Значи, фактички, нема академската заедница нема никаков удел директен во изборот на луѓе кои би ги избирале проектите кои треба да бидат финансирани од страна на Министерството. Јас, например, лично излезот го гледам само во едно дело кој би се формирало по принципот не по праксата на интеруниверзитетската конференција. Значи, дело во кое би членували представници на државни, на приватни универзитети и на институции каде што има кадар што може да се занимава со наука. И тоа по принцип на делегирање од самите институции. Друг начин не гледам да се обезбеди демократски избор на луѓе кои би одлучувале во понатаму изборот на проекти. Тие ќе ги бираат рецензентите, тие ќе бираат евалуатори, после завршување на проектите и така натаму, видам дека секогаш ќе биде направен совршен избор, но барем ќе знаеме дека тие се фактички избрани од самата академска заедница, а не одат по овој коалиционен, партиски, како ќе го наречеме, принцип на било која коалиција и било која идна влада. За разпределба на средствата на некој начин, иако да не биде надлежно за евалуацијата на проектите. Мора тие две работи да ги разграничиме. Сакам да чујам што мислите околу ова евалуаторите, кои би требало да бидат профилот на евалуатори, бидејќи јас пуштам да се навракам на таа идеја. Ја не знам како ќе најдете независен, како што сега се вели во правилникот се вика независен рецензент, да речеме за општествени науки во нашата држава, домашно. Како ќе биде тој независен? Стварно не знам кој би бил кандидатот што би бил независен рецензент за општествени науки домашен во Македонија ме петна опера, така? Зошто? Зошто мислиш така? Мислам заради тоа што луѓето се поврзани на многу начини тука. Мала е областа, но се знае одличено од каде потекнуваат тие претходни релации. Потекнува да речеме докторат. Каде сте докторирали. Тие врски се најсилни во академската сфера. И сега никој ако докторирал науки, како ќе биде независен да оценува проекти од УКИМ или други проекти, бидејќи може да постои некој антагонизам, зашто би му дал ја на фонд, кога профилот ми е од УКИМ. Власно размислите. Една мала реплика сам јас разбирала за тоа во умбунот не го спомнам. Исклучиво шифрирано аплицирање кога на фестивали кои се чуат. Шифра анонимна, значи се предпоставува дека јас не можам да дознам кој мене, например, како рецензент би ми дал чиј проект, не можам да кажам 300 апликанти кој е така, кој е твојот проект и тие 300 апликанти не знаат. Има начини за тоа. Шифрирање и шифрите се отварат на крај, завршно тоа никој не знае од која шифра сум
лично искуство е да речени во Црна Гора, бихме таму парал на меѓународни, имаше и домашни. И домашните се дојдоа со лифче. Дојдоа со лифче и тие проекти не поминаа ради нас, ради ние што не бевме. Од таму овој менталитетот на поранешната Отоманска империја е тој. Мојата теза е да нарушува системот во државите на поранешната Отоманска империја, тоа е наследството од кое не можеме да се откажеме. И ако порано да речеме да имавме Словенија и Хрватска со нивното австро-угарско наследство да ги следиме и да трчаме, сега сме ставени сами на себе и на своето отоманско наследство. И заради тоа, може би во првата фаза, и јас сум за драстични решенија. И јас исто мислам за други погледни работи во нашата држава, да речеме како се вработува во јавната администрација, состојбата е таква во државата што ни требаат драстични мерки. Јас да речеме на политичките партии сигурно што советувам, ако има нека промена, ние треба тука меѓународно тело да запослиме и да кажеме кој ќе биде секретар во Кичево или ќе биде со референт во Тетово. Мислам, што не може ние тука да создадеме 25 години на хиреше системот на селекција и вие што се претвори. Днеска до која фаза се дојде. Значи, јас сум лично за драстични мерки, може би во првата фаза треба да почнеме со меѓународни и потоа тоа да се Овие два точки които изборуваме, што ги имуваат евалуација на проектите, така овие индикатори може да се видат на почетокот при селекцијата на проектите, например, кои нема публикации на кој што организира, се пише цитирање, колку се цитирање во исписање и други публикации, може на студенти на истражувачи. Тоа може да биде еден начин како да се надмине пристрасност што може да се појави при процесот на оценување. Може да би ова да се за тоа како би било изводливо и стварливо во овој контекст. Добар ден, поздравам на учесниците во дебатата, организаторите секако. Јас малку подоцна се приклучувам во целиот овој, да кажеме, денешен работ на денешната година. Меѓутоа ме спровоцира последна дискусија на нешто во однос на вработувањето во јавна администрација. Јас сум за тоа да се има некаков објективен критериум. Не била толку драстична како ништо што го даде предавот, меѓутоа на почетокот добра идејата да се вклучи и независен меѓународен евалуатор, но од друга страна сакам да потенцирам дека дискутантот Елена Манчевска, дека форсирањето само на квантитативните критериуми за евалуација на проектите нема во голема мера мислам да го подобри квалитетот на процесот на селекција. Тоа се, например, во минатото има илјаду еден случај, не само во нашата пракса, туку да се повикаме на американското искуство и на европското, каде автори кои што на почетокот звучат како анонимуси, сепак со нивните истражувања и студии кои што успеваат по подолг временски период со упорно нивно перзистентно појавување и инсистирање на нивните истражувања и промоции на резултати што ги добиваат, да покажат дека сепак тие квалитетни заслужуваат да добијат шанси. Значи, мојот конкретен предлог дека сега да се води сметка на поведување и на квантитативни критериуми и на квалитативни критериуми во насока процесот да се направи што е можно повеќе објективизира. Инаку, предлогот да се иде со шифрирање на поднесените проекти, тоа е добра идеја, меѓутоа зашто не идеме читра понатаму со дупло шифрирање. Значи, луѓето кои што ќе ги знаат шифрите на поврзувањето на проектите да се сведат на еден или на двајца, каде што во голема мера се
сведува одговорноста на пробивањето на тие шифри. Значи, ако јас поднесам мој проект со една шифра, ќе ја знам само ја што ја поднесувам. Меѓутоа, тоа што ги прима проектите, ако направи повторно решифрирање, се зголемува степенот на анонимност. И мислам дека доколку целиот процес на евалуација се тера анонимен до самото објавување на дофуците, сме во добра насока да го подобриме квалитетот на евалуирање поднесените проекти. Благодарам. Инаку ми се представив. Јас сум Даниела Лучевска, доаѓам од Економски факултет и државен факултет на Универзитетот Кирил Методи. Сакам да ви се заблагодарам за прашањето и коментарите и искористил делот сугестиите во овој документ за креирање на политики што го подготвиле како follow-up на овој денешен настан. Иако да речеме, јас сум нешто песимиста околу ова целиот процес, каде го гледаме крајот со оглед на приходите, расходите на државата какви се и можностите да добиеме одржливо финансирање. Меѓутоа, нели надежта последна умира. Благодарам за се и за гостопримството на Ветон и на Универзитетот на Источна Европа. Навистина пријатно се чувствувавме тука денеска и се надевам дека оваа синергија што ја постигнавме, ќе ја повториме многу скоро во некој друго место. Благодарам. Мислам само неколку работи да мислам дека останавме на една дилема околу тоа секојаш околу тоа што значи странско, што значи меѓународно кај нас. За да нема почнем на одлична насока да тоа е веќе беше спомнато од Мишо и Година. Сега, дали, зашто целата работа е сведете денеска може би на академиумите околу структурата на панелот, тоест на рецензентската комисија. Може би има уште нешто плюс освен тоа што треба да се размислува. Но и сите пати што водат до тоа дека е добро едно мешано или присуство на странското е со меѓународно. Сега секој треба да биде внимателни околу
тоа дали странско и меѓународно се мисли како по принципот на тоа професионално и неутрално или само формално, зашто доаѓamo се да отидат обаче кои странци, кои меѓународни, дали се тие што сепак се опет повторно блиски до некого, или синоним, странци меѓународни кои што се синоним на неутралност и професионализм. Тоа треба да внимаваме. Ние имаме веќе едно одлично искуство на нашиот универзитет, кога даваме Best Teaching Prize, значи недоброто награда за недобро предавач, комисија, research project и така натаму. Ние секогаш имаме еден анонимен, мислам за нас, меѓународен странски член, но во сите наши комисии ние не имаме точно самата канцеларија за квалитет е раководена фактички шеф на господи Велика Британија. И на еден начин не само на ресърчот, туку и на посебно на предавање, да не внимаваме да има едно такво присуство, но кога зашто може да види меѓународни инстанции, ама сепак пристрасен. Секојаш дава мора да пазим. Благодарам. Това не бе речено.